Скопје се отвори ново средно училиште, за што станува збор повеќе од прилогот на колешката Слободанка. Зашо средно за експерти? Нема ли доволно експерти у земјата? Има ли интерес? Како нема, само што го отворивме оваа школа за средно насочено за експерти. Зашто средно експертско? За тоа што младите треба уште од мали да се насочат да имат едни широки познавања, а не текок иде на факултет и оде да биде експерат само за една област, да речеме за правен, за машински, што е тоа? Каков е тој експерат со уско знање? Мора да има најмалку 3-4 експертизи. Дали ме сваќате? Да, а после ќе имат ли работа? Дали? Па како не, госпоđо, па видите вие, сега Давидов има многу експерти, меѓутим, сега се очекува ако се деси експертска влада, сите ќе отидат таму и тука ќе се деси еден вакуум и онда експертите одма ќе дојдат тука, а има работа каде сакате, еве гледате, со ова Боцевски што отиде амбасадор у Бразил, тука се чувствува таа празнина, значи има перспектива и работа за овие млади и они не се уди, што се запиш. Па еве, питајте ги нив, зашто у остало, питајте ги. Софи, зашо баш у овоја школа се запиша? Епа, видете, јас секогаш своите амбиции ги инкорпорирам со македонските аспирации кон евроатлантското семејство. Па јас како дете на самохран родител сватив дека ако дојдам тука и го проширам своето знаење, ќе можам на вистина да го искористам да се подобри оваа криза во Македонија и самата Македонија. Па знаете, експерт, ја од стара експертска фамилија, дедо ми е експерт, татко ми е експерт, па вајде и брат ми е експерт. Па животен сон ми беше кога ќе пораснам да бидам како Даштевски. Па како да ви кажам? Прекамилива ми е дол. Па као многу имало побарувачка, као демек амбасадор можеш да бидеш као кеш имало. Ало, нема сигурно инженер или доктор да бидам, не сум будала. Заедно со европските вредности и македонската традиција, чували, па по тој пат сме токму ние, младите. Фала ти, Ептен.